Добар ден и од мене. Задоволство е да се биде дел од еден ваков проект, почеток на детска градинка. И секогаш кога нешто ново се гради, за мене представува посебна чест и задоволство да бидам присутен кога започнува нештото да се гради, но и да потоа бидам присутен кога истото тоа ќе биде пуштено во употреба. Во овој објект повеќе од 60 на дечиња ќе имаат можност да се дружат, да стекнуваат знаење, кое што понатаму ќе им биде важно во животот. И мислам дека предучилишното образование е едно од работите кои што се фокус на нова влада. Така што мислам дека со ваков тип на објекти само покажуваме како нова македонска влада што ќе биде нашиот фокус. И самото Министерство за социјална политика, демографија и млади, кое што го води господин Фатмир Лимани и Министерството за образование и наука, кое што го води професорката Весна Јаневска, ќе имаат главен фокус да бидат младите практично, да се посветат на образованието на младите, бидејќи на нив останува иднината. Ние практично сите ние работиме за младите, за децата, да не ни одат надвор, туку да останат тука и тука да можат да градат својата иднина. И овој тип на објекти придонесуваат кон тие политики, но не е тоа се, ќе имаме дополнително нови политики кои што ќе значат стимулирање на демографијата, на фертилитетот, затоа што тоа е многу важно. Ако сакаме да имаме успешна држава која што ќе се гради, и воспротивно нема, ќе бидеме држава која што постепено, но сигурно ќе исчезнува. Затоа, ако сакаме Македонија на здрава основа да ја градиме, потребно е да водиме сметка за генерациите кои што доаѓаат, а тоа подразбира градење на ваков тип на објекти, на училишта и слично. Како влада во ребалансот предвидовме средства кои што ќе бидат наменети за општините, за вакви и слични проекти, истовремено и со новиот буџет кој што веднаш по ребалансот ќе почнеме да го изготвуваме за следната 2025 година. Очекуваме општините, градоначалниците да конкурираат со вакви проекти кои што ќе значат додадена вредност во квалитетот на животот и на младите брачни парови, но и ќе допринесат за децата да може да растат во една средина, да другаруваат, здрава, убава, нова, модерна средина и да можат да се стекнуваат со првичните знаења во својот живот. Така што, еве, нека честито, му честитам и на градоначалникот. Бобан е многу амбициозен, он не само овој проект работи на неколку проекти и би сакал да му посакам уште многу вакви проекти на него, на општина Газибаба, впрочем и на сите општини широм Македонија. Да им се заблагодарам на администрацијата која што го поддржува од неговата работа, на советниците, на пратениците во македонскиот парламент и само така да продолжат. Ова е начинот на кој што ќе можеме да ја вратиме довербата кај граѓаните дека не се сите политичари исти. Опозицијата си има работа да се критикува, да измислува, да клевети и така натаму, но ние ќе бидеме посветени на работа и да испорачуваме проекти. Тоа е она која што како влада се обврзавме пред граѓаните и така ќе продолжиме и да работиме. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Рековте ќе се следуваат нови демографски мерки. Може ли да ни дадете некакви детали? Беше укината програмата за трето дете, која што беше наследство од влада на ВМРО. Ветувавте 6 инвитра. Сето тоа што е дел од програмата ќе бидат законски измени и во процесот кој што следи ќе бидат поминати низ парламентарна процедура, меѓу кои вие што кажавте 6 бесплатни инвитро зафати. Исто така тука се и оние даночни олеснувања, ако се сеќавате за секое првородено дете, мајката ќе биде вратен целокупниот данок кој што претходната година го има уплатено во државниот буџет, за секое второродено дете во рок од 2 години, а за секое трето па и повеќе, се додека највозрастното дете не стане полнолетно, ќе биде враќан данокот на мајката, што не се мали средства, имајќи предвид која е просечната плата, имајќи предвид примањата како и се цениме дека тоа е и поголем стимул од тоа што беше порано. Така што мислам дека овие политики ќе значат и се во насока на тоа за кое што зборувавме. Зборуваме за персонален. Да, за персоналниот данок кој што се уплака и тоа се озбилни средства кои што мислам дека ќе бидат од помош на тие семејства кои што
кои што ќе се одлучат на да градат повеќе детни семејства. Што со тие мајки на пример што не се вработени? Па видете, ќе има други мерки за тие мајки кои што не се вработени, ако имајќи предвид нивото на невработеност, имајќи во предвид оние потреби кои што ги има пазарот на труд, ќе гледаме да ги стимулираме сите мајки кои што се невработени, активни да бидат баратели на работа и да го задоволиме пазарот на труд, односно да најдат работа. Сега тие кои што има и такви наши сограѓани кои што не сакаат да работат, кои што мислат дека социјалната помош е доволна, тие не можеме тука да бидеме тие кои што ќе може да најдат решение за тоа, но ние сакаме да бидеме проактивни и континуирано да нудиме решение. Добро, премиере, како го коментирате случајот со дипломатските пасоши на антикорупционерите? Дали е точно дека побарали службени возила? И ако е да, на кој основ ќе им бидат издадени и колку точно службени возила? Па немам таква информација, јас дали побарали или како, или за дипломатските пасоши на луѓето кои што се дел од антикорупцијска комисија, претпоставувам министерот за надворешни работи даде одговор делумен на ова прашање и мислам дека Министерството за надворешни работи детално ќе ви даде информација дали побарале службени возила, дали не побарале и слично и која е политиката на министерството. Не мислам дека треба да се расфрламе со имотот на граѓаните. Не мислам дека треба тој имот да се користи на начин на кој што е надвор од законот. Ние и предвидовме поинакви регистарски таблички, со поинаква боја да бидат тие регистарски таблички, за да се види кој го злоупотребува имотот на граѓаните. И наскоро и тие законски решенија ќе бидат на дневен ред. Секогаш сме само 3,5 недели влада и за овие 3,5 недели направивме наистина многу работи кои што можеби со години не беа правени во минатото. Господин Мицкарски, во делот на стопанството, под кои услови ќе се трошат парите од аранжманот со Унгарија? Да, под истите оние услови кои што и државата ќе ги земе, односно тоа ќе биде 3,25% камата, нормално. Тука ќе биде исто така и оној грейс период од 3 години, плюс следни 12 години да се исплаќа. Цениме дека тоа ќе биде наистина голема помош за стопанството, цениме дека на овој начин, како ни една влада предходно, обезбедуваме 250 милиони евра. Бараме исто така од бизнисот уште толку сопствени средства да вложи, значи да имаме негде инвестицијска активност од половина милиарда евра. И уште еден услов имаме тука, а тоа е бизнисот да креира годишно до 5000 работни места нови, во рок од 4 години да бидат до 20.000 нови работни места и растот на бизнисот да биде некаде околу 5% над нивото на инфлацијата. Цениме дека е фер, цениме дека е иновативна мерка, дека за прв пат може тоа да се презентира пред бизнис заедницата, во периодот што следи ќе го презентирам тоа пред стопанските комори и мислам дека и ги поканувам сите оние кои што сакаат да го зголемат својот бизнис да бидат корисници на ова. Значи ова се пари директно за бизнисот, 250 милиони евра ќе бидат за капитални инвестиции во општините, што значи ќе имаме една активност од 750 милиони евра и оние пари останатите половина милиарда кои што се потребни, отприлика би требале да се завршат некаде до средината на јануари месец следната година, бидејќи треба да вратиме врзница која што е земена 2018 година, која што истекува рочноста е некаде 25 јануари 2025 година, отприлика е 500 милиони евра. Ако излеземе на пазарот и ако бараме преку евроврзница, ако емитуваме евроврзница, каматата ќе биде сигурно над 6%, ако бидеме среќни, очекуваната е 7%, значи повеќе од двојно од тоа што е овој заем. Се бориме за секој еден човек, се бориме за секој еден денар да остане тука, да можат граѓаните да ги чувствуваат и ползуваат придобивките од оваа наша борба. Отворено, транспарентно кажуваме, ништо нема сокриено, така што тоа е тоа. Премиер, опозицијата... Извини, само која е мотивацијата на Унгарија да ни даде кредит по толку поволни услови? Тамошните медиуми ја критикуваат владата дека нам ќе ни даде кредит под поевтина камата отколку тие што се задолжуваат во меѓународни финансиски институции. Па видете, јас сум благодарен, бидејќи кога на човека му е тешко, треба да ги види тогаш вистинските пријатели. Инаку
рамото ми отпадна од поттапнување по рамо колку сме ние добри, а за жал никој не ни помага кога ни е тешко. И затоа, за да го сочуваме рамото, еве ги поканувам сите вистински пријатели, кога нам ни е тешко, кога треба помош и поддршка, да ни помогнат со нешто кое што можеме сите да го видиме. Не со басни, не со приказни, сказни, така натаму и така натаму. Еве, ова е конкретна помош. Ги повикувам сите конкретно да ни помогнат, кога ни е тешко. Фала му на Бога и фала им на пријателите. Имаме поддршка, имаме помош од тие кои што ни се пријатели, да во овој почеток како нова влада направиме нешто за граѓаните, да се консолидираме, да застанеме, да бидеме своји на своето. И јас сум им благодарен на сите оние кои што ни помагаат во услови кога таа помош ни е потребна, но тоа не е се. При крај сме со уште една владина одлука, тоа е да го одобриме оној така наречен план за раст кој што го има самата Европска унија, каде што и од таму очекуваме голема финансиска инекција. Мислам дека ќе биде околу 750 милиони евра во рок од 4 години. Првиот трансфер го очекуваме оваа есен, така што не е само оваа поддршка, туку и овие средства кои што ќе бидат префрлени директно во буџетот за ликвидност за граѓаните, така што благодарност еве и до Европската унија, благодарност до сите пријатели кои што кога ни е потребна помошта ни помага. Премиерот, опозицијата реагираше дека ребалансот на буџетот бил неразвоен. Ваш коментар за обвинување? Видете, СДСМ и ДУИ име таа задачата. Јас тоа сум го повторил и многу пати, ќе го кажам и денеска. Тие се будат се вајле, го започнуваат денот и мислат што да измислат. Наша задача е да работиме за граѓаните и за државата, како влада. Имаме различни цели. Нивната цел е да измислуваат и да критикуваат, по можност колку повеќе измислуваат, толку мислат дека оставаат поголем впечаток кај граѓаните, а наша цел е колку повеќе вакви проекти да сработиме. Ние ќе се тераме нашата работа, тие нека се терат нивната. До година има локални избори, граѓаните ќе кажат на избори кој за што е. Дали ова тие што окажуваат или ова ние што го работиме. Што се однесува до критиката која што вие споменавте, само ќе напоменам дека оставија буџет без 5 милиарди денари редовни за пензионерите. 5 милиарди денари им немаше. Зошто? Затоа што шверцерски исплатиле една пензија во фискална година за претходната фискална година. Јануари за декември. Еве, тоа е реалноста, само тоа ќе ви кажам. 5 милиарди денари заборавиле некако, не знам како, бидејќи велат дека има пари, еве нека дојдат да им покажам и емпириски, да видат како заборавиле 5 милиарди денари за пензионерите. Постоеше можност да нема за пензионерите пензија. Понатаму заборавиле 3,7 милиарди денари за земјоделците. Не знам како. Еве прашајте и они нека ви кажат. Не, ги нема. Па моравме ние да ги наоѓаме сега 1,7 па до година уште 2 милиарди и така натаму. Заборавиле да речеме некаде околу половина милиарда за плати за национални шуми. Вработените таму, а нели конкурси објавува, ако се сеќавате пред избор. Конкурси објавува, заборавиле пола милиарда евра да им помогнат, бидејќи луѓето 4 месеци плата не земале. И сега нема кој да помага во гасењето на пожарите. Заборавиле. Еве да ви кажам и други, ако сакат. Но не заборавиле да вршат политичка тортура, да ги разместуваат луѓето од Скопје во Дебар, од Дебар во Струмица, од Струмица во Охрид, во неколку министерства. Луѓето нормално тужат, бидејќи тоа е спротивно на закон. Судоци носи одлука и средствата кои што треба по тие пресуди да се исплатат само во Министерството за внатрешни работи се повеќе од 1 милиарда и 200 милиони денари. 20 милиони евра. Сакате и понатаму додаме. Да ви кажувам ставките, да видат да се присетат. Од друга страна пак ги кратите инвестициите во здравството за половина, за набавка на опрема, за реконструкција на здравствени установи. Мораше ли од таму? Не ги кратиме, напротив. Ако еве за вас да дадеме на ексклузивна информација и така го почнавме овој мандат со министерот Таравари, главен приоритет на оваа влада ќе биде завршување на клиничката болница Штип и болницата Кичево. И веќе работиме. Работиме со една озбилна компанија која што тоа ќе го направи и ќе го направи по еден економски модел кој што го работиме во моментот, а кој што нема да значи сомневања за криминал,
нема да значи посебни специјални закони, повторно ќе си има транспарентна процедура, повторно се ќе си биде тендерски, законски и така натаму и така натаму. Ние кратиме само онаму каде што требаше да се скрати, а тоа е да не се краде на болните од канцер, да не се плаќаат функционерски надоместоци како оние што беа така наречени организацијски или економски директори, да не се краде на луѓето чии што нега им е потребна и најважна, да нема да се краде со оваа влада. Во оваа влада нема да се краде затоа што оваа влада има главна цел, додека јас ја водам, да работи за вас, за граѓаните, а не за малкумина тајкуни, собственици на веледрогери, како кланови исповрзани во здравството, кои што со години, со децени го цицаат. Ете тоа, да, ќе го спречиме. И додека сум јас председател на оваа влада, нема да дозволам денар да фали за луѓето, а на сметка на тоа, за граѓаните, на сметка на тоа малкумина да го цицаат здравството, а да не можат луѓето да го добијат она кое што им следува. Девастирана е состојбата. Апокалиптична е, би рекол, во здравството. Не почнуваме од нула, почнуваме од минус 10, минус 100 почнуваме. Нема кај нас да слушате за стабри, нема да слушате за наместени тендери, нема да слушате за онкологија и слични, тоа нема да го слушате. Да, тоа им пречи некој. И сега ќе иницираме јавна дебата. Да, пошто нема веќе за нив пари, такви какви што се навикнати. И да знаете, лично ќе ги гледам фактурите на царина, која ќе се увезуваат медикаменти, лично јас ќе седам и ќе ги гледам, за да нема ненормални приходи поединци да книжат на здравјето на граѓаните. Лично ќе седам и ќе ги гледам. Премиера споменавте дека дали ќе стигнат пари за субвенции за земјоделците? Дали ќе има пари за субвенции за земјоделците сигурно? Тоа што е тековно ќе си биде све исплатено и веќе е почнато да се исплаќа, плюс за останати 1.700.000, близу 30 милиона ќе бидат исплатени оваа година, а другите 2 милиарди ќе бидат во првиот квартал следната година, за останатите 3.700.000, понатаму. Околу половина милиарда за македонски, односно сега по ново национални шуми, ќе бидат репрограмирани, односно ќе бидат суцесивно, сега од буџетот се одобрени од ребалансот 250 милиона, веднаш да бидат исплатени, и од долгот за водостопанство ќе бидат негде околу 50-60 милиони, веднаш да се исплатат плата, за да можат вработените да можат да функционираат. Ево, ова се овие шампиони, овие што блеска. Овие се тие кои што блеска. И тие сега ќе критикуваат, но и со нив ќе се занимаваме. Сега јас ви кажувам и со нив ќе се занимаваме. Да видиме како блеска изминатите 7 години. За да не мислат дека сме ги заборавиле. Ние се посветивме сега и летово ќе се посветиме да стабилизираме работа, затоа што тоневме. Но од септември ќе се занимаваме и со нив. И да види јавноста што правеле. Што правеле, како се правеле набавки, што се правело. За сега сите случаи се документираат. И еве поголемо допирање глас до обвинителството нема од ова. Поголемо допирање глас до обвинителството од тоа што кажа министерката за финансии нема. За жал од обвинителството ни трага ни глас нема. Но затоа побрза да распише тој глас Габер да ја замена со некој нов од СДСМ и ДУИ. Затоа побрза оглас да се распише. Одма. Тоа може да оди, ама да допре гласот никако. Премиерът грчкиот премиер вели нема ни чекор до Европа да направи Македонија, доколку раководството не даде јасна изјава во врска со подпишаниот Преспански договор. Ваш коментар околу тоа? Да се занимаваме со ова што е важно за граѓаните, знаете, ние некако во годините наназад бевме континуирано предмет за подкусурување за внатрешно политички пресметки кај нашите соседи. Сум го повторил мојот став сега, да не бидеме како папагали и ностоп да ги повтараме позициите. Нашата позиција е јасна. Ја пропушти можноста на 2 настана да пред целиот свет да можеме да ги вкрстиме аргументите. Подготвен сум повторно ако треба, што направила Македонија, што направила Грција, да седнеме и да видиме. Нема проблем. Но јас би сакал да го оставиме минатото позади нас, да гледаме во иднината, затоа што граѓаните од нас очекуваат иднина, а во таа иднина се и добрососедските односи. Јас сакам како влада да градиме добрососедски односи со сите соседи. Со сите.
Буквално со сите, и со Грција, и со Албанија, и со Косово, и со Србија, и со Бугарија, со сите соседи. Но тоа е двонасочна улица. Ако некој мисли дека овде континуирано ќе имаме безработници во владата, дека луѓе кои што за да им врви криминалот се подготвени се да прифатат, сега треба се навикнат на поинакви политичари. Јас не сум таков, нити пак моите соработници, министрите, луѓето во владата, така што ова е начинот. Не сме ние политичарите кои што судиме дали е прекршен некој договор или не. Има институции. Тоа се судовите. Договорот преспански стои јасно. Вели, има институција која што носи пресуда дали е прекршен или не. Тоа е судот за правда во Хаг. Меѓународниот суд за правда во Хаг. Се додека ние политичарите коментираме судски одлуки, кажуваме кој прекршил, кој не прекршил, создаваме преседани. Кога еднаш ќе се создаде преседан во меѓународното право, тоа може да има глобални импликации. Не сум јас тој кој што суди дали Мицотакис, Ципрас или некој по нив ќе го прекрши или не го прекршува договор. Ако јас мислам така, ангажирам адвокати, почнувам процес и судот е тој кој што докажува. А со закани, со уцени, во 21. век, жалам, простете ми, но не само што не сакам да се служам, туку истите ги отфрлам и навистина сум вчудоневиден како е можно политичари кои што за себе се представуваат како европски политичари да се служат со ваков тип на закани и уцени. Се надевам дека тоа не го кажал господин Мицотакис. Добро, ако може уште едно прашање, оспаривте средба на маргините на самитот на ЕПП во Лондон и со председателот на Бугарија Радев. Зашто точно се разговараше на средбата и дали може би стана збори околу она што еве министерот за надворешни Муцунски го изјави во гостување за одложена примена на уставните измени, дека наишол на разбирање од дел од дипломатите. Зашто точно станува збор и каков фидбек очекувате од Бугарија? Јас не бев прво на ИПП, тоа беше Европска политичка заедница. Разговарав на маргините со председателот на Бугарија, господин Радев, и разговорот се сведе на неколку реченици дека треба да седнеме и да се договориме и да договориме одржливо решение, бидејќи како добри соседи регионално треба да се представиме пред трети земји. Што се однесува до предлогот за кој што и да го да довршам мислата и реченицата, да го влечеме примерот од балтичките земји, од скандинавските земји, каде што заедно сме посилни и поголеми и поатрактивни и така натаму. Тоа беше генерално таа куртуазна средба. Добив печаток дека не е сигурен дека ќе има наскоро политичка влада во Бугарија, дека ќе има избори таму некаде на есен октомври и дека сега за сега ценам дека од таа страна нема енергија за диалог и надминување и одглавување на овој процес. Барем од тоа што го гледам. Тоа што го кажува и што го кажа господин Муцунски, министерот за надворешни работи, е дел од изборната програма на ВМРО ДПМН коалицијата Твоја Македонија. Од каде потекнува? Направивме премногу во минатото. Премногу како ниту еден народ во Европа. Сменивме знаме, менувавме грб, менувавме под притисок банкноти, устав неколку пати, име, се што можеше да се смени за да бидеме понижени како народ, направивме. Не знам уште што остана да направиме за да бидеме понижени како народ. И секогаш без исклучок не беше кажувано уште само ова и тоа е последното. Но некако секогаш имаше уште нешто. Никогаш не беше само ова и секогаш имаше уште нешто. За жал, претходната влада направи потек кој што не го прифаќаме. Не го прифаќаат граѓаните. Ние сме платени од граѓаните. Граѓаните велат, овој потек ние не го прифаќаме. 90% од граѓаните да ги прашате велат да за Европската унија, но дали да за Европската унија со уште едно понижување, исто 90% велат не. Јас не можам да излезам од таа рамка. Мене тие луѓе ме плаќаат, ме гласаат и ме плаќаат. Јас не можам да излезам од таа рамка. И затоа, бидејќи овие го донесува проблемот, а сите сакаме да одиме во Европската унија, сите споделуваме европски вредности, сме проактивни, нудиме решенија. Едно од решенијата е и ова. Зошто? Затоа што ќе се вратам повторно назад. Не сме ние политичарите тие кои што треба да судат чии човекови права се нарушени или не се.
има институција. Таа институција се вика Суд за човекови права. И таа институција 14 пати донесла пресуда и рекла на граѓани во Бугарија, кои што за себе велат дека се дел од македонската земјица, им се нарушени човековите права. И нула за граѓани во Македонија кои што се дел од бугарската земјица. Тога се поставува прашањето зошто е потребна оваа промена. Објаснете ми зошто е потребна. Ама знаете правилото на еден глас. Видовме дека и тоа правило е флексибилно, е пластелин, се моделира. Бевме сведоци во минатото дека се моделира. Еве во ред нема желба во рамките на 27 земји членки за нас да се моделира како што имаше за другите. Тогаш велиме вака. Еве да имаат тие уставни измени одложено дејство, бидејќи се билатерален спор кога ќе ги завршиме преговорите, бидејќи нас никој не ни гарантира дека ова е последно. Што ќе се случи ако утре некоја нова влада во Бугарија ни рече не може понатаму да продолжите, се додека не прифатите дека еве доаѓа празникот 2 август Илинден, Илинденското востание е бугарско преображенско востание. Или дека Гоце Делчев, Дамјан Груев, Батанџиев и останатите, небитно, сега да не навлегувам да ги замарам луѓето со такви детали, биле бугари. И повторно да имаме сега вето. Дали и тогаш повторно ќе се родат некои кои што и тоа ќе го потпишат. Уште тоа понижување ние не сме го истрпеле како народ. Друго све сме истрпеле. Ние рековме доста е, не можеме више. Простете, на ветување не можеме, додека не ги завршиме преговорите, додека не почне ратификацијата на предпристапниот протокол во рамките на националните парламенти, не може ова да важи. Затоа што немате аргумент. А ако имате аргумент и ако навистина мислите дека нема дополнителни условувања да има во иднина, појдете господа во Софија и убедете ги еве барем 3-4 од овие пресуди 14, нека ги имплементираат. Ако вие не сте подготвени, немате можност да ги убедите тоа што е судска одлука да го применат. Како мене ќе ме убедите дека нема да има дополнителни ветоа и условувања? Простете, но ние тоа не можеме да го прифатиме. Така што тоа е она каде што ние можеме во тие рамки ние можеме да се ограничиме. Повеќе од тоа не можеме. Свесни сме дека тоа го направил некој друг, свесни сме дека некој прифатил обврски што не ги испорачал и не може да ги испорача, но ние мораме да го сочуваме барем она малку достоинство што остана кај овој народ. Ние сме партија за македонско национално единство и ние водиме влада, ќе повторам, која што како влада нема да мафта со едното знаменце во името на ЕУ, а со другата рака да ги ограбува граѓаните. Првиот ден кога тоа ќе се случи, јас нема да бидам дел од политиката. Премиерът, да се навратам само уште во внатрешната политика, демократската унија за интеграција и фискално време комбинираше меѓународни експерти за како што велат зачувување на легитимитетот кај албанската популација. Наши извори велат дека таму се спрема предлог за разредување на можноста за подела на државата и на региони според модулот на Белгија и Северна Ирска. Дали имате, значи, ваш коментари какви се тие модули, дали имате информација? Добро, видете сега, јас повторно на политиките на раководството на Демократската унија за интеграција нема да ги коментирам, тоа се нивна, предпоставувам, внатрешна работа, но ова со кое што тие сега се обидуваат да настапат во јавноста е политика на повторно дезинтегрирање, нарушување на унитарниот карактер. Јас мислев дека ќе извлечат поука и ќе излезат да се извинат за трговскиот центар во центарот на Скопје, за Мајбах, Rolls-Royce возилата, за инстант фирми како милиони увезуваат тендери, за наместените суди обвинители. Само така можеме сериозно да ги разбереме. Се ова останато, јас простете го сваќам како обид да се заштити криминалот. И се додека вака настапуваат, нема да најдат на сериозност никаде. Кога ќе излезат и кога ќе се извинат, простете луѓе, јас погрешив. Игравме фудбалчиња, не требаше да играме фудбалчиња. Простете луѓе, јас погрешив. Ветив дека ќе се реализира автопатот Блаце-Скопје, не се реализира. Простете луѓе, јас погрешив што дозволив мои блиски, пријатели, роднини и така натаму да стекнуваат милионски богатства. Тогаш веќе можеме да збориме. Се додека тоа не го слушнеме, се останато е политички памфлет за да се скрие ова.
Браво. Во последната седмица именувавте нови заменици министри и директори. Некои од нив, барем не знам колку ги исполнуваат образовните филтри, например, заменик министер за внатрешни работи има завршено спорт и кинезиологија. Директорот на ОТА, например, има завршено педагошки факултет. Сега мислам какви филтри имаше Директорот на ОТА, оперативно-технична агенција. Директорот на ОТА Директорка. Директорот на ОТА е директорката на ОТА е избрана пред неколку месеци и тогаш мислам дека имаше огромно мнозинство во парламентот, за да не некоја друга институција, видете во прашањето што ви го напишале, точно за која институција станува збор, да не се збуните. Но ајде за замениците министри. Ние имаме коалициски договор. Јас верувам на коалиционите партнери со кои што имаме принципиелен, цврст коалициски договор, верувам во кадровските решенија и секое кадровско решение заслужува шанс. Она кадровско решение кое што ќе ја упропасти таа шанса ќе биде веднаш променето, нема да чекаме години, туку веднаш. Така да ве потсетам дека ако алудирате на образованието, вратете се 20 на години наназад и видете го образованието на многу од кадрите кои што доаѓале од Демократската унија за интеграција. Но јас не сакам да дезинтегрирам никого. Не сакам да девалвирам никого. Се додека не ги видиме перформансите кога ќе почне да работи, не можам ништо да зборувам априори. Кога ќе почнам, ако направат грешка, ќе бидат променети.